Абе, да ви кажам, тестов воопшто не ми личи тежок. Овие задачи се лесни, можам да ги решам. Леле, ама е лесен тестот. Да. Чекај, веќе пробам сега ќе го решам, чекај. Еј, дечки, колку е првата задача? Не ми е јасна мен. Еве, сега решам првата задача. Ова ти е пропорција и сега нели? Еве, x-от е еднакво на 5. Да, како вас ви случи? Ама мате, мене мисле за x е еднаква на 8. И мене ми излезе x еднакво на 8. Толку е. X еднакво на 8. Мате, тебе ти е грешно. Како грешно? Рачунав јас, добро рачунав сега. Не може да ме правите будала. Баш задачи вчера ги вежбав. Како сега вака грешно? Ајде бе. Еј, ја ке пишем како Мија, x е еднакво на 8. И јас. А втората како ви излезе? Втората задача е 4 осмини, да, 4 осмини. Нема шанси. Мате, пак се грешка. Не е 4 осмини, туку 4 петини. Да, 4 петини е. И јас ќе пишам 4 петини. Дечки, вежбав вчера цел ден. Како сега вака на тесто правам? Дај, мене ми излезе толку, 4 петини. Значи, ама сепак, јас си мислам дека ми е точно. Еј, последната како беше? Петата? Мене 13 ми излезе. Резултатот е 243,5. Како ви излезе така? Мене Последната и мене ми е толку. Да, толку е. Па не, сега... Мислам дека ми е точна. Не сум 100% сигурен. И јас ќе запишам 243,5. Не сум 100% сигурен. Вчера вежбав. Како вас ви искача така? Дечки, вака сега, јас ќе излезам од митингот и вие после кажете на наставничката дека не можам да го пратам тестот и дека ми снема до интернет. Нема да ги пратиш задачите, Мати? Без гајда, мате, ќе кажеме на наставничката. Добро, ќе кажеме. Добро, ваши. А изгледа, ние сите ќе добиеме петка. Сигурно петка ќе добиеме. Ајде сега, што биде, нека биде, ајде. Еј, дечки, ми стигна некаква порака. Наставничката ги пратила решенијата од тестовите. Чекај да видам. Имам тројка. Добро да ќе си ја поправам. Леле, се ми е грешно. И првата е грешна. И втората е грешна. Леле, првото ми било точно. Леле, и второто. Или последната е грешна, сигурна бев дека последната ќе ми биде точна. И третото, четвртото и петото, сите ми се точни. На мате е точни. Катастрофа, ја имам тројка. Ама не го пратив тестот, тоа е најлошото. Абе да си го пратев, ќе имав 100 поени и најдобар ќе бев. Не, така ми е сега, така ми. Црбите немаат очи, раце или нозе. Замислете. Сите пчели што собираат мед се женски. Жабите може да положат 4000 јајца одеднаш. Замислете! Што мислите, како жабите пијат вода? Не, тие не пијат преку својата уста. Тие пијат преку својата кожа. Пингвините и поларните мечки никогаш не се заедно во природата. Зошто? Затоа што поларните мечки можат да ги изедат пингвините, а пингвините можат
Исто така и да избегаат со нивната брзина. Постои еден вид на жаба кој што ги носи своите млади жабчиња на грбот додека не пораснат. Тоа е таткото жаба, замислете. Ние гледаме, вие гледате Тинтири Минтири шоу! Како ти помина распустот? Убаво. Кај беше одмор? Како беше времето тогаш? Па добро, ама не Не беше толку така. Не беше, да. Еве. Почна да живи телефон. Еј, дечки, мене ми си иде у WC. Добро. Знаеш што? Ќе му го фрлам од тераса. Мила, те молам, смири се. Можеме да го убедиме. Можеме со убава да го убедиме, а не да му го земеме да му го фрлиме од прозор. Не може. Мила, те молам, прекини. Мила, ма, што направи бе? Не имам зборови јас. Мила. Што направи бе? Здраво, Емре. Види ми една смешна фотка. Моја сум си го фрлила. Така ти е, му твој камен по глава. О, сега ќе го исклучам телефонот. Пчелите не сакаат да боцкаат, ама боцкаат кога мора. Жабите не може да живеат во солена или морска вода. А во жешка може? Не. Жабите со најубави бои се најотровни. Пингвините може да одат најдолго без да се изморат. Колку долго? 50 секунди. Колку тоа е малце? Ако црвот се исуши, ќе умре. И кој ќе го јаде после? Рибите. Машките пингвини подаруваат камчиња на женските пингвини за да им се допаднат. Вие гледате Тинтири Минтири шоу! Вие гледате Тинтири Минтири шоу! О, здраво, Ања, како си? Добра, што правиш? Еве го пишувам составот по македонски. Јас сакам да ти покажам нешто што си купив. Што? Дали некојаш сум ти кажа дека сакам да бидам детектив кога ќе пораснам? Не. Ева види што купив. Ова е детективски сет. А ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Кога ќе пораснам сакам да изработувам накид, па еве денеска купив нешто. Леле, колку се убави, од каде ти се? Па мислам една продавница во центар.
Да. На стручката доаѓа. Што се убави овие бесерчиња. Сигурно се на Ања. Подобро е да ги ставам во чантата за да не се загубат. Можете ми ги за сите кросани. Ја бев гладна. Стварно значи не е во ред. Ќе може ли да ми подадеш една моливта, молам? Земи, ја треба да допишам. Ања, што бараат моите бесирчиња кај тебе во чантата? Ја не сум ги ставила натре. Па тогаш како се кај тебе? Не знам, ја не ги допрев. Немој да ме лажеш. Ма не те лажам, не знам како се ставија внатре. Подобро ќе ти биде да ја кажеш вистината, бидејќи нема да ти се налута многу. Ама, ја кажам вистината, јас не ги допрев. Не ти верувам, не може сами да дошле тука. Имам идеја. Јас ќе ти докажам дека јас не ги допрев. Со мојот сет за детективи. Сега ќе земам отисоци од мојот прст и ќе докаже тоа дека јас не сум го допрела. Сега ќе го земам отисокот од тој последно што го допрел. Еве го неговиот, а еве го мојот. Гледаш дека не се исти? Чекај да видам што пишува. Пишува не се идентични. Ања, не ти верувам. Ова кој знае каква глупост е. Ама јас еве пишува овде. Јас не ги допрев. Ања, не ти верувам. Не може некој да ги ставил во твојата чанта освен ти. Ова е глупости. Леле, Ања, што ти се убави бесерчињата? Тие не се мои. Па чиви се? На Ива. Ау, јас погрешно ги ставив во твојот ранец. Гледаш, ја не ги украдов. Гледаш, ова беше реално. Гледаш дека ја не ги украдов? Гледам. Што треба сега да ми речеш? Извини. Извинато. Една жена во Австралија држи светски рекорд поради тоа што истовремено врти 200 хулахопи. Неверојатно. Досега најголемата измерена ајкула била 16 метри долга, а устата ѝ била широка 2 метри. Синот кит не е само најголемото животно што живее денес, туку и најголемото животно што некога живеело на планетата Земја. Сините китови можат да достигнат и должина од 29 метри. Ние гледаме, вие гледате. Тие гледаат, сите гледаме Тинтири Минтири шоу! Ова е превкусна пица со најголем број видови сирења. Таа содржи дури 254 различни видови сирења, а е направена во Франција, земјата на сирењето. Еден 5-годишник е мајстор во вртење на хулахопи. Тој во исто време свртел 6 хулахопа. Ова е една скулптура направена од рециклирани цевчиња и тоа од 168.037 рециклирани цевчиња.
Дали знаете да правите оригами? Двајца близнаци во рок од 60 дена направиле 1010 оригами. И еве како изгледаат. Ние гледаме, вие гледате, тие гледаат, сите гледаме. Тинтери Минтери шоу! Еден човек бил премногу стар, а го славел својот 25-ти роден ден. Како е тоа можно? Ако го знаете одговорот, веднаш да ни пишете на Facebook или на Instagram. Веднаш. Носиме банани? Носиме! Го најде филмот? Да, пуштай. Ај, Калинче, доле нозете. Абе, кај се бананите? Кај е мојата банана? Како да знам? Ма вие сите јадете банани, само јас немам банана, сите носевме банани. Ама ја не јадам. Дечки, дај, тука стоеше, ја гледав цело време, гледав, ама тука беше... Еј, да не е твојата. Абе си ја згазнала дека си гледав тука. Абе, како мојата банана од овде е дошла таму и јас плусиум и ја згазнала. А може да си ја фрна. Бе, стварно не сте фер, значи, мојата банана, да ја нема. Абе, дадо, имаш уште едно бананче во ранче. Стварно? Мила, многу те сака. Ај сега пушти. Акција! Акција! И акција! Мила, те молам, смири се. Можеме да седиме без фрлање на телефон, без... Мила! Не гледај во мене. Јас не ги допле. Најдолг тунел на луѓе од... Тони дека... Чекај, да чијам. Акција! Носиме банани? Носиме банани? Ма вие сите јадете банани, само јас немам банана, сите носевме банани. Ама ја не јадам. Нема банана. Tintiri, mintiri, tintiri.